Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Почитувани слушатели, добар ден. На фреквенцијата на Радио Слободна Македонија во следниот еден час ќе може да го слушате политичкиот магазин Пулт. Јас сум Славица Арсова, со вас ќе бидам во следните 50 на минути до еден час, ќе разговараме на актуелни политички теми. Денеска во Пулт мој гостин соговорник ќе биде Васко Костески, претседател на Сдруженијето на граѓани за почитување на прописите. Ќе имаме интересни новости, ќе имаме интересна анализа. Исто така ќе може да го проследите и мојот разговор со поранишниот претседател на Судскиот совет, господинот Бранко Ушковски, со кого разговарав за најавените можности од страна на СДСМ за воведување на целосен реизбор на судиите, колку е тоа можно, колку е тоа уставно и законски. Треба ли судиите да стравуваат дека нивните судиски функции, кои според уставот се со траен мандат, се загрозени, и дали е воопшто можно спроведување на една таква постапка? Ве поканувам да останете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Сдруженијето на граѓани за почитување на прописите од Битола вчера поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство против претениците Ферид Мухич, Горан Мисовски, Талат Џафери и уште 64 други, меѓу кои е лидерот на СДСМ Зоран Заев, како и лидерот на ДУИ Али Ахмети, за нелегалниот избор на претседател на собранието кој се случи на 27 април. Претседателот на ова сдружение, господинот Васко Костески, е мој денешен соговорник во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добре дојдовте. Добре ве најдов, мило ми е што можем да учествувам во ваква емисија. Зошто поднесовте кривична пријава? Кривична пријава поднесовме затоа што мислиме дека тоа што се случи се дела против државата кои треба да ги гони јавното обвинителство по службена должност, а не да одиме со тужби. Видите, сепак тоа е многу сериозна работа, и затоа е подобро тоа да го стори обвинителството постручно, бидејќи сепак нашите капацитети не се на тоа ниво. Ние сме само сдружение на граѓани, каде што има различни профили, различни струки луѓе, само со волја нешто да иницираат. Заради тоа, ние се обративме до јавното обвинителство. Опфатени се вкупно 67 лица со вашата кривична пријава. Тоа е практично новото парламентарно мнозинство, сите членови на парламентот кои што се дел од тоа парламентарно мнозинство. Какви дела сметате дека тие сториле со изборот на Талат Џафери за собраниски спикер? Да, значи поединечно во кривичната пријава има дела кои се однесуваат само на господинот Ферид Мухич, друго дело кое е посебно од другите за господинот Мисовски и посебно за Талат Џафери, а останатите 64 се во една точка фатени со дела кои им се ставаат на терет како учесници во сето тоа. Офатени се сите 67 затоа што според тоа што го слушнавме, бидејќи ние немаме увид во реалните случувања или материјали, нивни изјави беа дека 67 пратеници доставиле подписи за објавување на таа одлука во службен весник, што значи дека тие учествувале. Претпоставувам дека тоа им значи дека учествувале во тие настани, во свикувањето и одржувањето на нелегалната и незаконска, во импровизирањето на одржување на нелегална седница на Собранието на Република Македонија. Може ли да ни ги кажете деталите од кривичната пријава која што сте поднели? Па вака, значи господинот Ферид Мухич покрај сето друго го теретиме и за лажно представување, бидејќи тој си презеде улога да преседава со таа седница нелегално свикана и никој не знае дали е тоа конститутивна. По нивната логика сакаат да биде конститутивна, но конститутивната е почната, собранието е конституирано, мандатите се верификувани. Значи тој си придава важност на преседавач со конститутивната седница како најстар, а иако не е најстар. Понатамо господинот Мисовски
го теретиме покрај се друго и за фалсификување на службена исправа со тоа што се подпишува на одлуката за изборот, наводниот избор на господинот Талат Џафери, со тоа што не е нити заменик преседавач на конститутивната седница, нити преседаваше со таа импровизирана седница. Значи тука има контрадикторност и меѓу нив самите, бидејќи Ферит Мухич преседава, а за заменик преседавач се појавува во документите Мисовски со свој подпис. А господинот Талат Џафери има лажно представување против злоупотреба на службена положба, тоа е кај сите, значи има злоупотреба на нивната службена положба и овластување, така што ги надминуваат границите на нивните овластувања со тоа што импровизираат одржување на таа седница и на тој начин тие го рушат уставниот поредок, го рушат системот на државата на некој начин и воведуваат политичко насилство. Бидејќи тоа политичко насилство кога се случува во парламентот, во собранието на Република Македонија, тоа е многу проблематично. Види што понатамо кога во собранието може тоа, тогаш што надворот од него. Секој би можел секој кој имат некакво мнозинство за било кое прашање да спроведуваат самоволие. Тоа е воведување на анархија, терор и едноставно хаос. Нешто слично имаше во денешните вестници господин Христо Николски. Навесто правен систем, враќање на правото, се воведува анархија. Инаку, зависно од членовите на кривичниот законник, тука се доаѓаат во предвид, значи велепредавство, бидејќи начинот како тоа го прават, ја доведуваат државата во непријатна позиција и едноставно уништување. Насилство спрема највисоките државни органи споменуваме, бидејќи на тој начин легално избраниот председавач, бидејќи сега немаме председател на собранието, така да тој е тој што ја врши таа функција, тие извршија насилство врз него, не дозволувајќи му и присвојувајќи го правото тие, односно господинот Мухич, да преседава, а понатамо да се подпише господинот Мисовски дека тоа го правеле. Чи тука има и лажно представување на поединци, самоволие, противзаконито посредување. Тие се членови во кривичниот законник кој малку е тешко да се елаборираат вака на кратко, но за тоа го имаме јавното обвинителство кој треба да ги процени тие работи и ако има основа да преземи активности и тоа да го преточи во соодветен акт во кој ќе води постапка. Очекувате ли јавното обвинителство да ја прифати вашата кривична пријава? Ние се надеваме. Со оглед на актерите, односно пријавените во кривичната пријава, верувам дека и на обвинителството ќе му биде проблематично и тешко. Бидејќи има многу повеќе политика отколку право во сето ова, иако загрозена е државата и системот. Загрозена е системот, загрозена е демократијата на овој начин. Бидејќи демократијата не е само владење на правото. Бидејќи владењето на правото без однапред договорени и почитување на тие договорени процедури може да помине како сега во насилие, било политичко, било правно, било економско, секако вид насилие. Значи мора да се почитуваат договорените процедури. И заради сериозноста на настанот, сепак се надеваме дека јавното обвинителство ќе најди сила во своите редови тоа да го расчисти. Вашето здружение постои од 2004 година и до сега сте иницирале различни пријави, постапки против одредени државни функционери до јавното обвинителство. Меѓу останатото, можете да проучитам дека сте иницирале постапка и против поранишниот председател на Социјалдемократскиот сојуз и поранешен шеф на државата Бранко Црвенковски. Тогаш, ако не се лажам, инициравте со кривична пријава да се постапува за случајот Надеж.
вроди ли вашата иницијатива тогаш со некаков плод и зашто точно тогаш се работеше, ако не се лажам, 2010 година? Да, така. Имавме поднесена кривична пријава против господин Бранко Црвенковски, тогаш веќе поранешен претседател на Република Македонија, бидејќи излезе на виделина таа студија, или како се нарекува, Надеж. Имаше и други кои покренува постапки, да се инициира постапка против претседателот поранешен, но тие акцентот го ставија на начинот на трошење на народни, на буџетските пари за изработка на една таква студија. Ние се повеќе внимание обрнавме на содржината и целта, која е целта на изготвување на таква студија и која е потребата, каде практично се, според она што можевме да сознаеме преку медиумите, практично таму стануваше збор за организирање како да се сруши актуелна власт, актуелна влада. Значи, не на избори, не со легално дозволените, него со некои надворешна памет, платена памет наводно, кој ги организира начин на делување и рушење на власта без аргументи, значи него да се импровизира ситуација, да се прикажи ситуација која ќе биде негативна за постоечката власт, како би изгубила доверба кај граѓаните за наследни избори полесно да може да биде соборена. И тоа беше целта, значи на таа пријава не ни беше проблем трошењето. Тоа е проблем, не дека не е, трошењето на народни пари за лични интереси на поединец, тука стана, значи, господин Бранко Црвенковски, и корист на партијата која тој ја представува. Вашата прва иницијатива, уште пред формирањето на официјалното здружение на граѓани, датира уште од 96 година, кога преку представка до Уставниот суд имате обидено да го преиспитате изборот на тогашната влада. Што беше спорно тогаш? Очигледно е дека не ви успеала представката тогаш пред Уставниот суд. Представките тешко врват од луѓе кои и граѓани кои не се и не добиваат ни многу на актуелност. Че не проблем што не поминуваат, него без разлика каква е иницијативата, што се каже во незе, многу е битно и кој ја застапува. Тогаш во таа 96 година имаше реконструкција на влада со повеќе од 1/3 министри. Според законот и уставот, во таков случај треба постапката да тече како за избор на нова влада, а не за реконструкција на влада. И тука ние баравме да се обрне внимание на процедурата, а не на, значи не е спорно дека таа влада ќе поминеше било како, но многу е битно во највисоките државни органи каде што се работат при нивната работа и одлучувања, да се почитуваат процедурите, како што спомнав пред малку, бидејќи тоа е основа на системот. Инаку ќе биде анархија. Мора правилата да бидат однапред договорени и да се почитуваат. Значи, тоа не помина со кратко образложение дека тоа не е пропис, него е поединечен акт. Така да и таа не доби некоја... Имате ли поднесувано и други представки до Уставниот суд? Имаме и како поединец и како здружение. Кои се позначајните и дали досега имате прифатено, дали Уставниот суд досега прифатил некоја од представките кои како здружение сте ги поднесувале? Не, затоа што значи битно е кој ги поднесува и како чим е малку пожешка темата, едноставно многу тактизира Уставниот суд, ги одолговлекува, потоа некогаш во некое време ќе донеси некаква одлука. Например, 2004 година со формирањето на Државниот универзитет во Тетово, таму му се даде можност на студенти кои затекнати студенти кои одржувале, слушале настава во, тогаш беше популарно се нарече Универзитетот од Мала Речица,
И тие стана, добија статус на студенти во втора, во трета, во четврта година директно. А до тогаш никаде не слушале настава. Слушале во рамки на велите официјално признаен високо образование. Да, значи там некој некаде си организирал некаква настава и тие луѓе добија статус на студенти понатаму. Оваа иницијатива е одбиена, најдувајќи Уставниот суд подкрепа на својата одлука во Законот за високо образование, каде што претходно е спомнато нешто во таа насока, дека може дека има ќе бидат, може да има такви лица кои слушале таква настава. И наместо да иницира по сопствено наоѓање, бидејќи има такво право да го оцени, да ја оцени уставноста и на тој закон, бидејќи нешто непостојачко добива статус на постојачко, се повика на постојачки закон, значи уставноста на законот ја оправда со постојање на некој друг закон, а не врз база на уставните определби. И тоа пропадна, но многу често, а и обично такви се нашите иницијативи, политичкиот момент многу влија и на нивните одлуки. Иако ми е многу тешко да зборувам дека не се самостојни и не се непристрасни, но влија и политичкиот момент, особено кај Уставниот суд, многу влија. Има и други поднесоци и од лично име и од име на Сдруженијето. Например, пред една 10 години имавме иницијатива за оценување уставноста за плаќање на радиодифузна такса и такса за улично осветление. Бидејќи според Уставот секој е должен да плаќа такси и јавни давачки. Но базата на податоци и определувањето кој ќе плаќа такви давачки беше врз основа на податоци од пријавено броило, електрично броило, бидејќи тогаш своевремено и електростопанство, тогашно, односно дистрибуција, ги собираше тие средства, еден дел од тие средства, а и базата на податоци се базираше на тоа. Така да се случуваше, и се уште се случува, то трај, семејство со двајца, со тројца членови да плаќа исто јавни давачки, како и семејство од 10-15 членови, односно оние кои имаат едно броило, кои трошат струја преку едно броило и тие имаат исто давачки како и тоа малобројно семејство. На тој начин не се во рамноправна положба граѓаните. Тоа е поентата на нашето обраќање, но сега да не ги читам образложенијата на Уставниот суд, наоѓаат дека тоа е пропишано со Устав, подкрепено со врз основа на закон, секој треба да плаќа и така штуро преку тоа поминуваат. Господин Костевски, интересно беше да се слушна дека имате поднесувано различни иницијативи досега и до Уставниот суд. Имавте и една приватна иницијатива, представка и до судот во Страсбург, сте биле активни со поднесување пријави и до јавните обвинителства. Ви благодарам што бевте во пулт на Радио Слободна Македонија и што споделивте дел од вашите искуства, особено еве и за актуелната тема, поднесувањето на кривична пријава против 67 пратеници. Не се сеќавам дека во македонската историја некој поднал кривична пријава за 67 членови на законодавниот дом. Па добро. Прв пат, мора да има прв пат. Инаку во нашето делување ние се водиме од една, како кажам, цитат кој го сретнав во печатените медиуми, кој што вика: секој ќе биде сигурен дека некој ќе го реши проблемот. Било кој можеше да го реши, но никој не се нафати, па затоа некој ќе се налути, бидејќи тоа е работа на секој. Секој мислеше дека било кој ќе го реши проблемот, но никој не сфати дека секој нема да го стори тоа. И се заврши така што секој го обвини некој дека никој не го сторил тоа што требаше да го направи било кој. Заради тоа ние одлучивме нешто да преземиме. Дали ќе успееме, во право сме сигурен сум дека сме во право. Не знам дали ќе успееме, но ние сакаме ова да го практикуваме, да бидиме некој кој ќе преземе, а не никој, а не да бараме било кој да направи нешто.
бидејќи овде станува збор за многу пошироки проблеми кои не се однесуваат на поединец. Ова практично е државата, системот е во прашање, додека лично некој ќе биде погоден, некој ќе настрада, некој ќе биде добитник, но тоа е многу помалку битно. Господин Костевски, ви благодарам што бевте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Благодарам и вас. Почитувани слушатели, останете на оваа фреквенција, одиме со малку музика, па се враќаме со најавениот разговор со поранишниот претседател на Судскиот совет Бранко Ушковски. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Во првиот дел од емисијата Пулт можевте да го проследите разговорот со Васко Костевски, претседател на Сдруженијето на граѓани за почитување на прописите. Тие поднела кривична пријава против 67 пратеници за изборот на Талат Џафери за собраниски спикер. Во овој втор дел, како што најавив, ќе слушнеме каков е ставот на поранишниот претседател на Судскиот совет Бранко Ушковски за најавените измени на законите со кои треба да се овозможи генерален реизбор на сите суди. Еве го мојот разговор со него. Господин Ушковски, како поранешен претседател на Судскиот совет, каков е вашиот коментар на најавите на Социјалдемократскиот сојуз дека една од првите одлуки на идното парламентарно мнозинство, идната влада, ќе биде генералниот реизбор на судиите? Видете вака, во врска со прашањето за најавите за генерален реизбор на судиите, уште веднаш ќе ви кажам дека согласно Уставот, а и амандманот 26, како и законите од областа на судството, и скоро сите граѓани знаат дека меѓу другото децидно се уредени. Значи, по Уставот и законите од областа на судството. Не само што се донесуваат со во третинско мнозинство, него тоа е регулирано со Уставот, во кој меѓу другото е децидно уреден изборот, мандатот и престанокот на судиската функција. А во врска со вашето прашање за најавите за генерален реизбор на судиите, а се со цел да не се нарушува владењето на правото, но вистина овие што тоа го предлагаат е многу безсмислено. Ќе напомнам дека согласно Уставот судиите се бираат со траен мандат. Што значи тоа? Судиите се избрани без ограничување на траењето на мандатот, односно се избрани согласно Уставот без ограничување до 64-та година. Исто така, во Уставот на Република Македонија детално се определени условите и случаите во кои на судијата може да му престане судиската функција. Па во таа смисла, ниту Уставот, ниту пак законот на некого му ќе му даде право преку рушење на судскиот систем и владењето на правото да најавува проект за некој генерален реизбор на судиите. Па во оваа смисла можам само да ги охрабрам судиите, да немаат никаква бојазност, зашто навистина и Уставот е многу јасен и законите од областа на судството, така да тука мислам се ова безпредметно, освен ако евентуално не представува само некакво заплашување на судиите. Во таа смисла, во последно време слушаме голем број на изјави каде што судиите на некаков начин се осудуваат за една или друга нивна одлука или постапка. Имате ли впечаток дека е се поголем политичкиот притисок врз судството и врз судиите и се прави обид за нивно заплашување, се со цел донесување на одредени нивни одлуки под еден таков притисок во насока во која што одговара на одредена политичка партија? Сосема краток тука би бил, навистина судството, особено во овие последниве години, е под голем притисок. И тоа видите, обично во судството две страни се на спорот и нормално едната страна да остварува правото на жалба. Меѓутоа, она што се прави преку некои притисоци, навистина тоа бескрупулозно и навлегува во едни сосема други води кои се надвор од судството и е многу лоша начинот на кој се бара, да речеме, генерален реизбор, па судиите дека ваква одлука донели или друга.
Па затоа кога преку инсинуации за специјални судови или за за реизбор на суди му се наметнува на судството можам да констатирам тука дека тоа само за дневно политички потреби, зашто како што и преска напомна, ниту уставот, ниту законот тоа го дозволува. Зашто тоа бара огромни избори и постои во опасност во таа си измени се разбира на уставот, зашто трајниот мандат треба да им се отргне. Во таа ситуација ќе дојдеме како и во 90-тите години. Такво нешто имало самостојни, независни, судовите судат изричито врз основа на уставот и законите и меѓународните договори, се разбира со кои се ратификувани согласно со уставот. И организацијата на судството е единствена. И што би кажал во оваа ситуација? Значи, никакви коментари не би имал во однос судските одлуки се. Вие правосилни се и нема што да навлегува некој коментар каква била судската одлука. Не би имал повеќе. Во таа смисла, значи, они како што барат сега измена, значи измена на целокупното правосудство, тоа дури ќе се дојдеме до една смисла ситуација дали и адвокатите ни се добри, не? Да не им треба и специјални адвокати, хипотетички тоа го кажу. Во секој случај, со сите оние што спомнуваат, кога преку инсинуации вака се наметнува, значи, реизбор на суди, значи се насочени на рушење на интегритетот на целиот судски систем и очигледно тоа се работи за некои центри на моќ. Не би имал повеќе. Ви благодарам, господин Ушковски. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Почитувани слушатели, го проследивте телефонскиот разговор, изјавата на господинот Бранк Ушковски, поранешен председател на судскиот совет. Тој смета дека е противуставно и противзаконито да се направи генерален реизбор на судиите во Македонија. Оваа содржина, како и нашиот денешен разговор со денешниот гостин господинот Васко Костевски, ќе можете да ги проследите и на rsma.mk и на нашиот YouTube канал. Ви благодарам уште еднаш за вниманието и за довербата. Ова беше Пулт на Радио Слободна Македонија во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на оваа програма. Ви посакувам добар ден и пријатен викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.